денешна тема токсични луѓе, како човек да препознае некој кој што е токсичен. Ајде прво да видиме што значи зборот токсичен. Баш во речник, припремајќи се за предавањето, почнав да читам што значи зборот токсичен. Токсичен значи некој или нешто. Зборот токсичен значи нешто што предизвикува кога ќе се конзумира, предизвикува заболување или смрт на жив организам. Значи, токсин е нешто што предизвикува разболување или смрт на некој жив организам кога ќе се дојде во контакт со тоа нешто или кога ќе се абсорбира. Значи, ти немаш проблем со нешто што е токсично ако не е во твоја близина и ако ти не си во контакт со таков тип на луѓе. Сега, кога ќе дојдеш во контакт со таков тип на луѓе или кога ќе дојдеш во контакт со некоја околина, тогаш тие токсични работи или тоа нешто почнува да влие врз тебе. Иначе зборот токсин доаѓа од збор токсикон, кое што на грчки значи отров во кој што се топеле стрелите. Отров во кој што се топеле стрелите. Зборот токсикон, грчки, значи отров, порано ќе ги натопеле стрелите во садот, во отровот и гаѓале со стрелата за да може животното да умре побрзо. Таму доаѓа тој збор токсин или токсикон е грчкиот оригинален збор за тоа. Значи, што е токсин? Нешто кое што кога ќе дојде во ваша близина, предизвикува заболување или смрт на жив организам. Сега, има многу работи кои што може човек да ги види од или карактеристики на токсичен човек. Припремајќи се, баш денеска искуцав на интернет за токсични луѓе, има еден куп карактеристики кои што фактички се појавуваат како карактеристики и сите се точни фактички кои што човек може да ги види од овдека, но денеска сакам да зборувам за тоа дека, гледате, секое нешто кое што е токсин, тоа е нешто кое што е негативно и кое што доаѓа да е поврзано со нешто кое што е живо и кога ќе се поврзе со тоа нешто што е живо и тоа нешто го абсорбира тој токсин или тој отров, тоа не делува добро врз самиот него како организам, како нели нешто кое што сака да опстане. Затоа што, гледате, вие сакате да опстанете. За ваш опстанокот е важен. Но има луѓе кои што суштина работат контра вашиот опстанок. Не збориме дали работат свесно или дали работат несвесно контра вашиот опстанок, но на некој начин имаме дадени ситуации каде што некој човек работи свесно или несвесно контра вашиот опстанок. Имам едно многу убаво предавање, ве молам ако може да го гледате, ќе го повторам. Поздрав Магдалена. Ќе го повторам тоа предавање повторно, но беше од пред многу години за време на пандемијата и се вика како да препознаете енергетски вампир. Така да, доколку сакате да го изгледате тоа предавање, ве молам одите на YouTube страната Др Зарко Костик и ќе видите дека таму има видео кој што се вика како да ги препознаете енергетските вампири. И има карактеристики на енергетски вампири, ако има повеќе од пола од тие карактеристики спаѓа во таа категорија на енергетски вампир. Но токсичен човек, што сме ние? Ајде да почнеме да зборуваме ние како духовни битија. Ние сме позитивни или сме негативни? Ние сме позитивни. Душата е позитивно нешто. Не викам дека во текот на животот не може да стане негативна, таа станала негативна, и овие што се токсични луѓе тие станале негативни, не е дека тие сакале да станат негативни, но станале во текот на животот и постоењето негативни, и сакам да објаснам што се случува кога некој човек ќе стане негативен. Гледате, за душата токсинот е негативноста. За телото токсин може да се различни работи кои што не се во хармонија и склад со клетката, со организмот, со неговиот напор да опстане и така натаму. Гледате, му ги пореметуваат функционирањата, ги пореметуваат дадените работи кои што во организмот се нормално одвиваат, но во нашиот живот или за нас како душа
негативноста и негативните луѓе, и негативните комуникации, и негативните муабети, и некој човек кој што цело време иде контра тебе, нешто кој што цело време сака да те инвалидизира, сака да те намали, делува на некој начин токсично. Зошто? Поради тоа што, гледате, ние како душа, ние сме простор, ние сме експанзија, ние се чувствуваме убаво кога сме големи, така кога имаме цели, кога имаме соништа, кога завземаме простор. Ама ако имаш некој кој што постојано те омаловажува, постојано ти наоѓа замерки, постојано те критикува, постојано зборува нешто што е негативно, па нешто кое што е поврзано негативно со тебе, дури не мора да биде поврзано нешто негативно со тебе, но ти кога ќе видиш нешто кое што е негативно, или кога ќе слушнеш нешто што е негативно, како се чувствуваш ако ти не си негативен? Гледате, ако човек станал негативен, на него негативноста го храни, фактички го влошува, ама ајде да речеме го храни, затоа што имате луѓе кои што тоа им е реално. Гледате, кога човекот е многу високо со емоцијата, ви текна на скалата на емоции од филозофот Хабард, гледате, кога имате некој човек кој што е високо и друг човек кој што не е на тоа ниво, они зборат за исто, ама не се разбираат, поради тоа што едниот збори опстанок, другиот збори неопстанок. Едниот збори позитивно, другиот збори негативно. И ке споите двајца кои што се диаметрално спротивни со емоциите, тогаш она што се случува, не можете да дојдете до дадена комуникација, не можете да дојдете до дадено разбирање, поради тоа што едниот мисли опстанок е цели, иднина, уживање, така натаму, ама другиот, кој што е, да кажем, ултра негативен, он што и да каже, у суштина го саботира опстанокот на другиот човек, поради тоа што, гледате, негативноста кај води? Негативноста води секојаш во негативен резултат. И кога имате луѓе кои што се негативни, кои што цело време ви зборат негативно, на што се случува, вашиот ум снима слики. И врз база на тие слики човекот развива даден тип на ставови. Сега, ако некој човек го бомбардирате со нешто што е негативно и он цело време ја снима таа меморија, не? Тогаш какви умствени ставови, какви мисли, што мислите како човекот ќе реагира кога човекот е бомбардиран со нешто што е негативно? Гледате, и он ќе стане негативен. Сега, кога човек станал негативен, една работа која што за него е најреална е негативноста. За позитивниот човек негативноста не е реална. Ама за негативниот човек негативноста е реална. И затоа не може да се разбереш со негативен човек, затоа што за него тоа е реално, за него тоа е вистинито, постои за него тоа. Но за позитивниот човек исто така е реално дека има опстанок, дека има помош, дека има убави работи, дека има хармонија, дека светов е добро место или можеме да го направиме светов да биде подобро место. Ама за некој човек што е негативен, тоа не е реалност со која што он ќе се сложи. Ако ставите двајца негативци да си прават муабет, може би и за нив ке е окей, ама ако споите негативен човек со позитивен човек, тоаш негативниот човек влие токсично врз позитивниот. Што е карактеристика на негативен човек? Негативен човек, луѓе, не може да превземе одговорност. Една од работите, негативниот човек не може да превземе одговорност. Негативниот човек секогаш гледа негативно и никогаш не гледа дека он е ко-креатор на негативното. Гледате, он е секогаш абсолбирано од негативноста, не е он ко-креатор на негативноста. Негативноста е таму, другите имаат направено негативноста, лоша е состојбата во Македонија, лоша е состојбата вамо, све е лошо. Него кога ќе прашиш дали он допринел, не, он никогаш не допринел за нешто лошо. Ама гледате, човек секогаш кога има изговори, он е токсичен. Зашто? Затоа што цело време окривува други луѓе. Цело време кога некој тебе те окривува, околината окривува, све е друг крив, он не е крив. Тој човек не може да се смени, поради тоа што никогаш не признава одговорност. За човекот да се смени, он мора да превземе одговорност. Човек што не превземе одговорност, никогаш не е до него. Тој човек не може да биде конструктивен и креативен. Затоа му се намалува креативноста. Он збори за негативноста, ама не е креативен на позитивен начин. Имате луѓе кои што се уметници и творци во животот. Тие се креативни на позитивен начин. Ама овие што се негативците, тие не креираат, тие стануваат жртва на лошото и го зборат лошото. Гледайте, негативните луѓе се жртва на лошото и го зборат лошото. Жртва се на лошото и го зборат лошото. А зошто? Поради тоа што секогаш го окривуваат лошото и никогаш не е до нив лошото. Гледате кој зачаран круг се.
Ако човекот сака да се смени и да направи позитивност околу него, гледате, човекот кој што секогаш превзема одговорност, он се справува и затоа тој човек нема драма. Видите, зашто човекот се справува? Човекот се справува поради тоа што превземал одговорност. И он ако превземе одговорност, кога ќе превземе човекот одговорност, он се справува, он може да ја коригира околината, он може да ја подобри околината. Зошто? Поради тоа што ви текна во едно предавање реков, кога човекот ќе превземе одговорност и свати дека сгрешил, на него му се менува реалноста за околината на поубаво, и он, затоа што ја гледа поубаво околината, он ќе направи уште поубаво. Ама човек кој што цело време критикува други луѓе и покажува на прст со други луѓе, тој никогаш не презема одговорност, он е сега жртва на негативност, а не е до него. До околината е, до другите е. И што се случува? Он останува во негативната ситуација која што уствари он не сваќа дека е до него, затоа што ако свати дека е до него, он ќе стане позитивен луѓе. Можете токсични луѓе да станат позитивни луѓе ако сватат дека е до нив. Но често пати се во толку многу зачаран круг на нивната токсичност. Гледате, токсичните луѓе стануваат толку, тоа е како да плюка отров на секадон. И сега гледайте, он е испотроен од сам себе. Зошто? Поради тоа што влагу зачаран круг, окриува други, што вика, жртва е он на околината, а не е. Сега како жртва, он не може да ја смени околината, поради тоа што како жртва на негативното, гледате, токсичниот човек е жртва на негативното, он све у негативно, све како е, општество е вакво, она е ваква, вакви се ситуациите, он е жртва на негативното, и он како жртва на негативното никош не може да го смени негативното и затоа не станува позитивен. А човекот што е позитивен, он не окриува никого. Гледате, он не окриува околу него, не окриува работи, превзема одговорност кога ќе сгреши. Зошто? Затоа што сватил дека ако он превземе одговорност кога ќе сгреши, он ќе направи околината да биде позитивна. Он ќе направи околината да биде позитивна само ако превземе одговорност, ама токсичниот човек, негативниот човек, он не сака да превземе одговорност, поради тоа што, гледате, тоа е способност да превземеш одговорност. Не може секој човек да превземе одговорност. Не може секој човек да превземе одговорност, затоа што тоа е голема способност да се соочиш со сам себе, да се соочиш со својата грешка, го коригираш видикот, перцепциите ти стануваат подобри, почнуваш да ја сакаш околината, почнуваш ако ја сакаш околината да не збориш негативно за околината, и оно што се случува, почнуваш да допринесуваш на околината и почнуваш да ја помагаш на околината. Многу едноставно. Стануваш позитивен човек. Ама луѓе во кои што се многу негативни, оние гледаат негативно околината и поради тоа што ја гледаат негативно околината, не сакаат да допринесат на околината, да помогнат околината. Они може и помагаат автоматски. Може да имате некој човек кој што е токсичен, а да помага. Имате некој човек кој што е у некоја, не знам, во некоја област каде што он помага, ама пак да е токсичен. Ама една од карактеристиките на негативните луѓе е дека е многу тежок да му биде помогнато. И се за тоа сакам да зборам. Слушнете го ова сега. Има многу в цитат што го извадив од филозофов Хабард, вели најтешкиот човек на свет да живееш со него е некој на кој не може да му се помогне, кој не допушта или сака да му се помогне. Зошто? Поради тоа што нашата сила доаѓа од тоа да помогнеме на другите. Ако имаш околу тебе човек на кој што не може да му се помогне, све знае, он се надпреварува со теб. Сте видели, имате брачни другари, кај што едниот е таков кој што е тежок на помош, све знае. Тој секојаш сака да е бољи од другиот брачен партнер, си кажеш, ало, со која глупост он се надпреварува со брачниот партнер да е подобар од него. Или се надпреварува со пријателот да е подобар од него. Или сака боља кола да има од другар му, поради тоа што, гледате, они сакаат секојаш да се малку над другите луѓе и да ги држат другите луѓе во потисната ситуација. И сега, кога имаш некој човек кој што е таков, како што не може да му биде помогнато, не сака да му биде помогнато, ќе ви кажам што се случува со таквите луѓе и сакам да го знаете ова, поради тоа што е многу интересно. И ќе ви почнам да ви цртам нешто на таблава, има една скала од истојот филозофов Хабард, и он зборува, мислам дека ја гледате,
за една табела, каде што кажува помош е најдоле, па е контрола, помош контрола, па е комуникација, и на крај заинтересираност. Океј. Гледате табелава. Помош, контрола, комуникација, заинтересираност. Сега ќе го парафразирам текстов, затоа што долг текст. Гледате, поентата на тој текст е дека ако човекот не е волен да му биде помогнато, гледате, затоа што ви текнува, зборував во претходниот лайф, исто една убава реченица од филозофот Хабард, вели најголемата цел во овој универзум е да искрираме ефект. Како ти ќе искрираш ефект кај некој човек кој што не сака да му биде помогнато? Гледате, тој све знае. Тие луѓе на кои што не сака да им биде помогнато, тој све знае. Тој знае за секоја тема, он е експерт за секоја тема. Не можеш ти да знаеш поише од него, зашто ти ако знаеш поише од него, он мисли дека е под тебе и он затоа што сака да е над тебе, он ти шо и да кажеш ќе те направи дека си глуп, дека уствари он знае тоа веќе, и како па ти тоа не го знаеш, не е тоа така и како да не е баш така, цело време те контрира. Цело време те контрира затоа што он е до толку страв да не знае. Он е толку страв дека ќе му помогнеш ако му направиш муабет, ама он мисли ако му помогнеш дека ти си над него. Он мисли дека ако ти знаеш нешто повеќе дека си над него. И он се брани, постојано се брани од тоа ти да знаеш повеќе, ти да му помогнеш, ти да си некој нешто, он мора да е секојаш некој нешто, ти мора да си никој ништо. Затоа што гледаш, неговата идеја за големина е дека тебе ќе те смали. А гледате, вистински големите луѓе те зголемуваат и тебе. Во присуство на вистински голем човек, ти не се чувствуваш мал. Ама во присуство на мал човек, ти секојаш се чувствуваш мал. Кога се чувствуваш мал, кога се чувствуваш деградиран, кога се чувствуваш омаловажен, кога се чувствуваш инвализиран, кога се чувствуваш смален, свати дека си у околина на мал човек. И тој мал човек не изгледа мал, ситен, застрамен, изгужван, него обично е некој кој што постојано критикува, кој што постојано мислиш дека има многу самодоверба, ама тоа му е фасадата, уствари длабоко позади таа фасада уопште нема самодоверба, он е преплашен. И она што се случува е, уствари, он сака да ги доминира другите луѓе и сакајќи да ги доминира другите луѓе ги прави помали за да он се направи голем, ама тоа е погрешен пристап. Големиот човек ги прави сите луѓе големи. Големиот човек нема идеја дека све знае. Големиот човек нема идеја дека не може да му помогнеш, он бара помош. Затоа е голем и затоа е убав човек, затоа што бара помош, не е арогантен, арогантност ја све знам, ја не може никој да ми помогне. И гледаш, он ти прави зид, затоа што ти не можеш да помогнеш. А поентата во нашиот живот и постоење ние да помогнеме, затоа што ти кога ќе помогнеш ти се чувствуваш дека си вреден и користен. Ама ако си со некој човек кој што не може да му помогнеш, тој све знае, тој е цврст, тој е груб, тој е зид, ти не можеш да се чувствуваш убаво затоа што нема кај да експандираш. Твојата комуникација не ше слуша, се чувствуваш дека не ćeš да збориш, зашто? Затоа што не можеш да искриеш никаков ефект. Се гледате го ова како концепт. Помошта ако е затворена, не можеш да го контролираш тој човек. Зошто не можеш да го контролираш човек кој што не сака помош? Гледате, не можеш да контролираш ти човек кој што не сака помош. Зошто? Зашто и не ти верува. Тој човек што не сака да прими помош, тој обично не верува на другите луѓе. Гледате, тој бил изгорен. Он мисли на други луѓе кои што го изневериле, го преварили. Он ја затворил вратата за помош да му биде помогнато. И сега ти сакаш да го контролираш. Ама контрола за него е секојаш лош збор. А контрола не значи лошо. Контрола исто така да пренесеш некоја постара господја преку улицата, и тоа е контрола. Контрола е да му покажеш на некој како подобро да продава, и тоа е контрола. Ама не, аз знам, ти ли ќе ми кажеш ја како да продам? Ти ќе ми кажеш, види овој да е тука да ми збори мене, па ја 20 години продажба работа, или што и да е. И сега гледа, целата идеја е, ако човекот не може да му биде помогнато, не може да го исконтролираш. Некој човек кој што не знам, ти сакаш да му дадеш идеја за маркетинг. Он мене ќе ми соли памет за маркетинг. Он мене ќе ми кажува. Па зашто не слушнеш? Зашто не ја отвориш таа врата за помош?
И гледате, кога човекот му е затворена вратата на помош, ти не можеш да го контролираш. Не ти верува. Сега, нема ли да комуницира? Гледаш, ајде да кажеме, сакате да дојдете со некој човек некаде, на некој тип на некај мене, сте отишле било каде, на брачно советување, со некој човек се отишол нешто да... И сега едниот не сака да иде таму, не сака да му биде помогнато. Видите, он не сака ништо да прифати како комуникација. Нема ли да се отвори тој човек? Зошто нема да се отвори? Затоа што не сака да му биде помогнато. Затоа што он ќе ме контролира мене, он ќе ми каже ја која ќе дојдам, нема шанси. Не сака да комуницира и не е заинтересиран. Затоа што, видите, помошта е проблем. Затворена е вратата за помош. Не можеш да му помогнеш на тој човек. И ако не можеш да му помогнеш, ти не можеш да влиеш врз него. А што е контрола? Да влиеш врз него. Веш, он влие врз тебе. Сега тој човек ќе те контролира. Он нема да комуницира за дадени искрени работи кои што сака да се отвори. Зашто? Па поради тоа што не ти верува. Затоа не може да се отвори. И нема да е заинтересиран да ти збори, например, за нешто кое што не знам, на тебе ти значи или на него му значи. Зашто? Поради тоа што не верува во помош. Гледате, кога имате помош како нешто кое што човек не може да си го дозволи, затоа што паметно е да дозволиме помош. Ако не, гледате што се случува, не дозволуваме никој да не контролира, ќе комуницираме ограничено, скриено, ќе комуницира со цел да дознае нешто. Он ќе има скриена контрола врз тебе, а мисли дека ти ќе го контролираш скриено. А не е точно. Човекот што е отворен на помош, он не сака скриено да контролира, ама човекот кој што е сомничам на помош, уствари, он почнува да контролира. Он има даден тип на чудна комуникација и е заинтересиран, ама на чуден начин, заинтересиран за погрешни работи и за тебе те гледа погрешно, зошто? Поради тоа што не верува. Човек кој што не верува и кој што не сака помош, он искривено ги гледа работите, искривено е. Научариве не гледат како што треба. Зашто? Поради тоа што не може да прифати помош. Затоа е многу важно да сте виделе луѓе кои што прифаќаат помош, идат луѓе кои што идат на себе подобрување, читат книги за себе подобрување, идат на семинари за себе подобрување, отворена е вратата да им се помогне. Тој човек не е надпревар со тебе. Тој човек не е тој духовно расте. Тој не е надпревар со тебе. Тој не се обидува да те контролира на неубав начин. Тој ќе се обиде да те контролира со тоа што ќе ти помогне, ќе ти даде насока и види, прочитай оваа книга. Знаеш, ова мене многу ми помогна. Знаеш што? Дојде ќе те донесам ја у компанијава моја, можеби и тебе ќе те примат нова работно место, ако ти си му конкуренција. Он нема никаков проблем со тоа. Затоа што кога човекот е отворен на помош, он не гледа скептично, не гледа искривено. Човек кој што е скептичен на помош и не сака да има помош, тој секогаш гледа некои скривени работи, секогаш гледа некој тип на интриги, гледа длабински превари, овој ќе те превари, оној ќе те превари. Они се умот се уствари у конфликт со сами себе. И цело време гледа некоја длабинска превара, дубара, некој не е добар, овој ќе те прелаже, тој ќе ти излаже, овој ќе ти направи тоа и ова. И затоа е проблем со тој човек да си околу него. Затоа што тебе ти е тешко, прво затоа што го руга целиот жив свет. Ја не викам дека нема луѓе кои што не се честни. Има и такви. Ама сакам да кажам, кога сте со вакви луѓе кои што се тешки да примат помош, он е... Прво, ти не можеш да комуницираш, затоа што и комуникацијата ти е затвор. Зашо? Зашто те сече цело време. Бам, 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 бам. Се ти сакаш да направиш некој ефект врз него, сакаш ти да исконтролираш нешто. Не можеш тоа да го направиш, поради тоа што не ти верува. Затоа што не сака од тебе помош. А ако не сака од тебе помош, нит ќе го контролираш, на убав начин зборам, не негативна контрола, ама он мисли дека има негативна контрола. Зашто? Затоа што не верува у помош. И он затоа гледа на секоја контрола, овој сака да ме зезне, овој сака да влие на мене, леле, овој сака вака, вака. Зашто? Затоа што не е отворена помош. И он мисли дека контролата е извитоперена, дека има нешто проблем со тоа. Комуникација скептична, аха, чекај да дознам, да видам. Аха, чекај нешто. И заинтересиран за што? За интриги, за кој ќе го... За такви работи. Не е заинтересиран за нешто општо, прифатливо, добро, убаво и така натаму. Зашто човек кој ќе рече, дај помогни ми, човек. Он кој ќе дојде да му речеш, ти вика помогни ми. Он ти вика контролираме, да. Сакам да дојам до нешто подобро. Комуникација отворено ти збори. Не крие ништо од тебе. Заинтересиран е за подобрување.
заинтересиран е кон успех, заинтересиран е сите да се подобрат. Еве, една од работите, човек кој ќе почне да прифаќа помош, он е волен да види кај сгрешил. Затоа што вика, едноставно, он е волен да види кај сгрешил. Но човек што не сака да прими помош, он тили на него ќе му кажеш, он све знае. И он како човек што све знае, он само една работа знае, дека не е до него. Човек што све знае, тој знае една работа, не е до него. Секој све до другите. Поентата е дека кога имаш човек кој што све знае и човек кој што не сака да му биде помогнато, ќе имаш проблем со се ова што е над тоа. Нема да е заинтересиран за тоа што му збориш, нема да има отворена комуникација, контрола, никаква контрола врз него не смеш да направиш, никако не смеш да влиеш врз него и што се случува, немаш простор, затоа што ти немаш влијание, немаш делување, немаш простор. И кога немаш простор врз таков човек, тогаш ти станува неинтересно. Зошто? Па поради тоа што не можеш да помогнеш. Зашто ако не можеш да помогнеш, ја губиш самодовербата, ја губиш сигурноста и така натаму. Сега тој ќе те критикува, така, ќе те масакрира. И сега кога ќе ти се критикува и ќе те измасакрира, ќе те смали. Што прави? Прави несигурен човек од тебе. Сега, кога ти си станал несигурен, што мислите? Несигурниот човек, издоминиран од некој околу него. Тој прво нешто кога има колебање на кого му се и кого го консултира, тој што го доминира. Гледате зачаран круг. Сега тој негативецот, тој му ги скршил двете ноги и му рекол јас сум ти сега штака. Овој му ги скршил двете ноги, сега он му е штаката. И сега овој кога е колеблив, а тој е колеблив затоа што овој цело време го критикува, зашто човек кој што искритикуван, тој нема самодоверба, тој е колеблив затоа што не знае да каже да или не, зашто овој другиот го води, зашто е доминиран од другиот. И што се случува? Кога има некоја прашање или кога има колебање или кога треба нешто да одлучи, прво што го прашува другиот. Зашто? Па за него критикуе тој. Зашто е главен критичар. И овој вика, за да не ме критикуе, не одлучувам ја. Нека но се одлуки он. И тоа ти го намало уште поише просторот. И ти кој имаш некој човек што ти го намалил просторот и те направил мал, штогаш за психата твоја таква околина не е добра. Поради тоа што не веруваш во себе си, не можеш да носиш одлуки, не знаеш дали треба да станеш, да седнеш, дали треба да идеш у ВЦ или не треба да идеш у ВЦ, дали треба да си измеш раци или не. Он те контролира, како робот си му. Робот, автоматизам. Немаш своje ја. Доминиран си, фактички навладение си. Твојот простор и твојот живот е навладение на туѓ човек. Затоа што ти не си изборил за своето ја, ти не си изборил за својот простор, ти не си изборил за своите одлуки. И не викам дека треба да влагате у конфликт со тие луѓе. Тие луѓе се специјалисти за уринг. Тој знае све да направи и ако влезеш у ринг со тој човек, бога ми ќе настрадаш, треба да го избегнуваш рингот со него. Треба да го избегнуваш конфликтот со него. Зашто тој е специјалист за конфликт. Тој 25 години, 40 години тоа само го ради. Тој го владее тоа. Ама ти не си конфликтен човек. Се сакаш да влезеш у ринг со некој што е конфликтен, па тој ќе те здроби. Ќе те здроби. Се не влаге у конфликт и не влаге у ринг со таков човек. Затоа што ќе си го окркаш. Сега, најдобро е кога ќе осетиш дека имаш дадени такви ситуации. Ако мораш да одржиш комуникација, одржи благо пријателска комуникација. Културно избегнувај контакт. Културно, не у конфликт. Ама ако имаш некој кој што уопште не ти е важен, уопште не ти е битен, едноставно дистанцирај се од него. Смени го друштвото. Смени го друштвото. Ќе видиш, знаете како викаат, цвеќето кога почнува да вене, него менуваш цвеќето, ја менуваш околината. И тоа е точно. Ја менуваш околината. Се ако ти си околина со некој кој што е токсичен, кој што те критикува, кој што те инвалидизира, кој што те омаловажува постојано, дал ќе пркнеш? Не ми се верува. Гледате, риба златна, кога ќе стави у аквариум, она ќе порасне колку што аквариумот. Ако ја пуштиш златната риба у езеро, може да нарасте колку крап. Ама тоа е све поради тоа што има околина која што е пријателска. Односно има простор. Што е пријателска околина? Некоја која што ти дава простор. Некоја која што ти дава поддршка. Некоја која што е тука. Некоја која што е љубезна, културна, не те деградира, инвалидизира, омаловажува, критикува постојано. Него ти дава простор.
Затоа што веруете ми, тој што е човек што е постојано критикуван, омаловажуван, тој го нема ни собствениот ум. Тој е без ум во таа релација. Безумен е. Безумен. Го нема умот. Зашто? Критиката, так, прво нешто што те го вади умот на некој човек. Човекот го нема собствениот ум веќе. Он не размишља со свој ум. Затоа што ако размишља со свој ум, немало да биде таму. Чи првото нешто кога човек е во конфликт со токсична личност, набрзо што си оди неговиот ум, неговиот идентитет, неговиот став, неговите гледишта, тоа оди, крај. Сега, кога ќе го снема тоа, видите, го снемува човекот и на негово место доаѓа робот, некој кој што е управуван од тој што е доминантниот, тој што доминира, тој што контролира, тој кој што све знае. Затоа е многу важно да бидете во околина со луѓе кои што сакаат да работат на себе, луѓе околина со луѓе кои што ве поддржуваат, кои што не ве контрираат постојано, кои што ви даваат ветар во грб, кои што сакаат да ве разберат вас. И кога си во контакт со таков човек, тогаш се чувствуваш стварно многу поубаво ти. Океј, продолжувам нова тема среда пак. Имајте убава вечер, се гледаме, чао.